Божик на емисија 1-1 малку поинаква. Денеска имаме нешто сосема поинакво. Имаме многу музика. Ме наежи ова задњо. Вау. Не го прави тоа Дамир, а и ти Мери. Не, веќе знаеш дека сме веќе, тоа е хаус бенд, тоа е тоа, почнувам да го чувствувам Дамир поблизок од Хареб. Хареб, мислиш опреш? Поблиску ти е физички. Така. Имаме поинаква емисија. Решивме за Божик да им дадеме на луѓето нешто по-различно, да им дадеме музика, да им дадеме нешто фино, забавно, што ќе ги врати во едно малку поубаво време. Времињава денеска не се нешто најубави и решивме да се вратиме во едни поинакви времиња, кога се беше некако по-лесно, по-весело, по-срекно. И си се запрашав, јас и мојава екипа, кои се тие некои песни кои што не враќаат во едно такво време, поубаво. И сега песниве што ќе ги слушате се хитови. Ги знаете. Можеби не се некои што на прва ви доаѓаат онака како апсолутен некаков си хит, но сепак и те како ги знаете и кога ќе се запрашате по втор пат си викате, ова сепак е апсолутен хит. Така да со задоволство ќе ве потсетиме на овие хитови. Некои доаѓаат од Макфест, некои доаѓаат од други места, но не се сите овие ќе ве вратат во едно многу убаво време и ќе уживате со Божикната емисија 1-1. Харе, почнуваме прва песна. Прва песна, слободно. Првата песна, дами и господа. Бидејќи е ладничко, бидејќи е така, зимска ног бидејќи е. Првата песна е на -23, а тука да ја испее лично Трајче Манев, дами и господа. Кога те нема душа, празно е се. Најди си малку време и јави се. Никој под ова небо не љуби толку нежна. Ти ми требаш еднаш месечно. Романтична ноќ не чека во шумскиот рај. По планинска куќа гори каминот мал. На масата стави свеки, донеси црно вино. Ете така, ке ни биде фино. Доаѓа зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -23. Доаѓа зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -23.
трае. Во планинска куќа гори каминот мал. На масата стави свеки, донеси црно вино. Ете така, ке ни биде фино. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Доаѓа зимска ног, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на минус 23. Траеше повеќе. Одлично, одлично. Многу мерак ми правиш со песна, искрено да ти кажам. Голем фан сум на песна. Стварно? Да. Браво. Песна е сега уште попопуларна, направена поради реклама на Eco Life Pellet. И тоа е уште поубаво. Ама интересна работа. Си бил скептик за песната, така? Да, бе. Кога ти ја нудел Бојс. Да. Како Види, беше тоа? тогаш имав едно 3-4 песни, што ми нудеа, значи меѓу кои беше и Бојс. Да. И сега видов, јас сум повеќе баладер, нели? Така. И си реков, ајде да пробам нешто и побрзо. Ама после тоа има па контра. Добро. Слушателите, гледачите на контактни емисии што бев ваму таму ми се уват зошто пееш вакви песни, што ти стана сега да пееш варварски песни. Ние те замислуваме, А не баладер, тука минус нежно. 23, ела ваму. Малку тешко на минус 23, ама камин. Точно. Вино. Кој е на минус 23? Драган Карафиловски Бојс е фактички и целата песна, и автор, и Целата, текст, и музика, и текст. Комплетен автор, Така? Бојс. Со него си работел? Да. 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 Што го Често издвојуваше Бојс вака од останатите луѓе со кои што си... Па види, Бојс беше прекрасен дечко, прекрасна особа, беше малку повлечен, идевме и на скијање заедно со него, имам идено. На минус 23? Добро, Не беше на минус 23, ама таму негде. Дечкото беше окей. Одлично, тоа е прекрасно. Да. Најслушана песна беше помеѓу два фестивала. Да, ова, Макфест види. 92 и Да, значи минус 23 зеде награда за најслушана. најслушана песна. Да. И еве години подоцна вака кога ќе ја отпееш, те враќа на некое време така убаво 90-ти. Па да, 92. Ме враќа, како не. Да, види, секоја песна која ќе испееш на некој фестивал е дел од тебе веќе. Така. Јас сум тип на пеач што се соживува со самата песна и сакам да ја дадам на публиката што појасно и побаво да ја. Ја бараат до ден денес вака пример? Ја На бараат. прослава или на нешто? Добро, откаде кој идам, знам? јас веќе ретко идам на свирки такви работи, ама Така. ете некоја журка или било што ми ја бараат. Одлично. А што прави Трајче Манев периодов? Периодов? Каде сте? Па, тука у Скопје, ама си работам комерцијална работа. Така? Да. Одлично. Нешто сосема поинакво од Сосема музичкава друго, сцена, да ја да. речеме, така? Па, мислам дека не се цени нашата музика, ние што ја даваме, мислам, еве јас што ја давам толку, за да живеам од тоа. Да има причина да се Да. цело време да се внесете во Так, тоа. И так. јас секако мислиме дека ќе има подобри времења и затоа и го правиме всушност Да, сето да, ова, да. за да се потсетат луѓето на какви прекрасни бисери музички излегле од нашиве фестивали и од нашиве пејачи. Многу ви благодарам. Ова ми беше права чест. благодарам. Трајче Манев, а ние продолжуваме со Јаков Дренковски. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Doaga zimska noć, paga prvi sneg
Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф пелет за вас. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Една поинаква планина во едно поинакво светло. Проверете во нашиот ски календар на skimavrovo.com. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Празничните специјалитети се повкусни со маслото на Брилијант. Твојот прв избор. Прочитај повеќе. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Што ми требаше со најубавите нови кломпи кај Спасе да одам ги упропастим. Вие сте тука, се извинувам. Денес го шириме речникот, време е да совладаме нов збор. Денеска зборот на денот е кафуне,
што значи нежно поминување низ косата на вашиот љубовник, дечко, девојка, балдаска, мислам, никој не ве осудува кој да ви е љубовник. Е, така јас се чувствувам кога ќе отворам нова кутија чај, значи нежно поминувам со рацете низ кесичките, ги калкам, ги милувам. Значи, нема друг збор што би можел да опише што јас чувствувам освен кафуне. Сакам да кажам, без разлика од каде сме, некои чувства сите исто ги чувствуваме, а некои нешта сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добре, и добар чај. Ау, добар. Чај. Го сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што минати се и ноќите во сон. Го сакам она што го немам сега јас, сакам се. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спијам мој иден дом. Ветерот со кого зборам единствено го знам, пријателе мој. Јас знам сепак еднаш ќе го најдам својот дом и се ќе мине како сон. Се ке мине во еден час, што ке забрам јас. Може би не се лажам пак. Се ке мине во еден час, што ке забрам јас. Може би не се лажам пак. На маса што се друга сума ноќ, дал ќе мине уште една долга ноќ. Пламенот од лампата и тој е другар мој, еден од нив. Во небото го гледам мојот иден пат, што нема веќе, нема крај. Тој пат го гледам таму, одам сега јас. Може би не се лажам пак. Јас знам сепак еднаш ќе го најдам својот дом и се се ке мине во еден час, што ке забрам јас. Може би не се лажам пак. Се ке мине во еден час, што ке забрам јас. Може би не се лажам пак. Јако! Повели! Чекај да ти помогнам. Чекај да ти помогнам, повели. Еве, ќе ја оставиме вака тука. Опа, нека спие убавицата. Што е Јаков ова? Тейлор. Тейлор. Одлично. Јаков, песнава влече корени многу одамна. Одамна е. Така, во 70-тите дури. 76 и 7 година. Вау,
чекај сега вака музиката, текстот чиви се, како е приказан? Вака е приказната е многу интересна, само има и трпение 3 секунди, бидејќи треба да спастрам 40 години наназад, нели така. Имав една среќна околност да тренирам ватерполо овде кога градов наш. Добро. Единствениот покриен базен беше во Идрисово, полициската училиште тогаш. И тамошниот мој соиграч Катру Зоран, име и презиме, за жал почина пред 2 години, но остави голема трага со своите зборови. Враќајќи се од тренингот и то токму овој период, ноемвриски, ноемвриски сеќам, негде колку 11 беше вечерта, и му раскажувам една приказна како би јас сакал нешто да се вклопи некоја приказна во некоја музика која е направена, но за него непозната се уште. Добро. И се вративме околу 12 беше, дојдовме кај мене дома, се спастритме во купатилото, бидејќи тоа ни беше единствениот начин како да не им пречиме на родителите, доцне 12 саците спијат, нели? И му го свирав тоа и на некој начин ова всушност, така, оваа мелодија. Да, само со на. Да, И сега она што го приказно расправавме дека се возевме од Идризово до кај мене дома, тоа разбав приказнат и отиде дома. Се поздравивме, сметајќи дека утре денот или по неколку дена ќе се чуеме, се видиме. Значи мотивот го имаше во глава, Во дека глава, да, приказна нешто, имаше нешто некоја бара, се враќа, нешто имено емоција. Емоција нека, она гледаме горе се ти е при рака, само те чека да го зграбчиш. Така. И на некој начин така беше сето тоа. И Зоран оди дома. И Зоран отиде дома. Веројатно и тој не трпели за што побригу се направи сето тоа да се тие зборови да си го најдат секој своје место. И не околу 3 саат наутро, јас се уште си останав дома вежбајки. Да. Некој ми звони на врат, обично кога звони некој од 3 саат наутро, непријатен момент. Толку у денешно време на фиксен да ти зазвона, замисли. Не дај Боже. Не дај Боже, одма свикаш која шо е. Кој што е, зошто е, да. Излегувам онака малку и со страв, не знаеш кој е од 3 саат. И вако покажува текстот ми вели, Јашо, се роди скитник. Опа. И ја од љубопитност го фаќам за рака, одма у купатил во студиото, го носам импровизирано. Седнавме ја на кадата, тој на шолјата. Ајде. Се снајдеме секој начин, секој на свој начин. Ти со гитарата? И јас со гитарата, тој првиот стих, вториот стих се вклопи, влезе едно во друго. Ја вика, вистина се роди скитник. Браво! Чекам, ово е многу... Вака песни ретко се прават така некако деднаш со... Па најнаш, да, јас изненадив она... Не често сакам да речем, нели? Веројатно. И обично кога прашуваат и немам равенка некој како се прави така. Тоа моментот се чувствува, па излегу извира од тебе со оној соработник што го имаш, го коментираш и ќе исплива на површина. И што е најлесно, најинтересно што со таквите соработници блиски, бидејќи јас после тоа и со Љубимир Грбевски имам соработувано однос на текстовите, опевувајќи неговите стихови, немаше во ниеден момент потреба да се некако направи некоја измена во текстот или да се помести некој збор. Едноставно се си беше така вклопено, затоа што многу убаво се разбиравме. И истородни типови сме во мислите. Тоа е прекрасно. Значи, Јаков, Зоран, ама можело да биде и некако поинаку. Имаше некогаш верзија своја? Како не? За песна со друг текст? Како не? Имав една своја верзија, ако се сеќаш, не се сеќаш за душа ти, да се сеќават, може би, твоите родители. Нема навреда, во секој случај. Во Скала свира група... Имам 16 години. И да остане за тие, така е. Во Скала се одржуваше секоја сабота, свира група Пу. Много популарни тогаш. И бас гитаристот Дарко, Даниел Дарковски, ми предложи, вика, Јашо, дојди таму, во паузи ќе свириш, ти дојка ние одмараме, земе гитарата и ти... А баш во тоа време ја почна со на и некој си англиски шатровашки текст пеев на тоа. Да, на англиски и италијански. Многу убаво зборував англиски и италијански кога пеев. А знаеш што значат зборови? Нема поема. Нема везе? Сега може да ти освирам и така ако сакаш. Супер. Најсериозно. И јас свирам на италијански. Сите мислат дека ова е некој Сан Ремо песна. Точно, хитиште. Заврши песната и ми приоѓа еден пријател. Јако е, молим те да го напишеш овој текст, не го гледав Сан Ремо, вика. Браво, браво, се случува.
Јаков, песнава ете, 77 кажуваш, ама до ден денеска млади ја пеат, ја сакаат, има нешто во неа така некако безвременско, би рекол, има такви Архангел, $1,000,000, не знам, полно се такви некои песни. Мислам дека е тежината во тоа што може многу лесно и сам на гитара да си ја свириш, знаеш, може да се долго. Тоа е она суптилното каде што да речеме, она твое јас, второто его што го имаш, можеш да го изразиш преку гитарата. Па тоа јас внатрешно и она надбрешност што го имаш го спојуваш и сам на гитара се надополнуваш. Не сум ја некој добар гитарист или некој добар пееш, меѓутоа кој ќе седнам со гитара, таман си се некако надополнуваме и излегува нешто. Сега ова што предмалку рече, да, остана веќе 40 години како се пее, вон генерацијска е обнародена, во почетокот ни немако размислував околу тоа. Него она како си течеше време, така се прифати, си го фачи, си го трасираше својот пат. Јаков, да си жив и здрав, песната нека се слуша уште многу време. И многу ти благодарам што ми направи чест. А ние ќе продолжиме, и честитки до сите гледачи ваши и сите поддржувачи на ова ваша емисија. И екипава што ме придружуваше, Харе, Почит, Дамир и останатите. Публикава што е овде со нас, а вие, Жаре, со вашата екипа, горе што е дежурна, продолжете да не забавувате на истиот начин. Фала многу, Јаков. Поздравувам. Јаков, а ние продолжуваме со Лидија Кочовска. 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Ти си тој што ме тера да се враќам. Од сите кога бегам, тука си. Ти си тој, толку добро јас те сваќам. Порушиш секој љубовен зид. Моите соништа, твои патишта. Ти си тој што во очи будиш пламен и поубав го правиш овој град. Ти си тој што со нежност топиш камен, по тебе душо чувствувам глад. Секе направам да те ова срце најделе и ке те љубам еден век. Секој ден, секој час да те гледам, да те милувам јас. И влево без никаков грев во твојот свет. Верувај, премногу те сакам, за тебе јас се би дала. Ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Најделек и ке те љубам еден век. Секој ден, секој час да те гледам, да те милувам јас. И влего без никаков грев во твојот свет. Верувај, премногу те сакам, за тебе јас се би дала. Ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти
ти си то. Пење! Абе, пење е Лидија женја. Кочовска харе? Не може поубаво. Не може поубаво. О, каква песна! Здравост. Макфест 90... 99-та? 99-та. Леле, предобра песна. Многу женска песна. Кажи. Нели? Кажи. Ја не знам дали имаш За женска... најзалюбен човек у свет. Така и беше Апсолутно. пишувана. Секоја женска што држи до себе треба да ја обожава песна. Ама и мушо држи до себе треба да. Ја ја обожавам песна. Искрено да ти кажам. Многу ми е кеф дека си тука. Да, не се срамете, окей, може да аплодирате. Да. Многу ми е кеф дека си Пуштете тука. Тања била повеќе Икс пати. пути. Да, еве сега редно и ти да дојдеш. Трета награда од публика ми се чини беше Мислам дека Така? беше втора Или втора, трета. извини, Леле, ако ја не правам. знам. Добро, виш. добро, Стварно добро. не знам затоа што се многу награди. Не, сега, затоа не рековме можам. дека песниште. Мене ме интересира како е текстов настанат моќен, знаеш, многу е моќен. Музиката на страна прекрасна што е, да, но ама текстов еден од ретки така некако. Така и настаната. Значи, тогаш бев најзалюбена во мојот живот. Другарка моја ќе каже и луѓе што добро ме познаат, а кога не си била залюбена во Залюблива си, да? сум бе. Добро, добро, Да. добро. Значи, тогаш бев стварно многу залюбена и тоа ова е единствена песна која што е пишувана по моја сугестија. Значи јас му кажав на Огнен, те молам, така и Огнен така се Неделковски. чувствам. Да. Добро, Огнен добро. Неделковски е текст, Петар Димовски е музика и аранжман. Тебе ти дојде инспирација, Значи, јас сакам ова да отпеам, чувство што го имам. Едноставно сакам да го испукам тоа чувство у песна. А не ми се десило тоа од сега. Значи доволно луд прошла, ајде доволно луд, Да, нели да. енергија. Меѓутоа Така, што да. те нема, што те нема е драма. Ета во што те нема да речеме не била. Тука се споја нели Миодраг Врчаковски и Кире. Добро. Си направија музика, текст, меѓутоа тука немаше моја сугестија. Так. Ти си тој е моја сугестија. И тоа што му викаш на Огнен, доаѓаш кај него, јас сум најзалюбена другар у Огнен, свет, да. значи да, од кожа излегувам колку сакам и те молам. Она ти си Опиши тој, го. тоа, Да, да, ова ти ја даваш срце ли најде Огнен ли лек, кој? ти си тој премногу те сакам, ме затоа премногу те сакам, знаеш? Он бега, Така, вика, знаеш, премногу те сакам. Не се тепа. Ама ето, толку после, Да, да. после години уште е актуелна и Евергрин. предпоставам ти ја бараат Многу. многу. До сега сум броела до 500-та свадба до отварање. Зборам ја што сум отворила. А да не зборам бендови што Значи, не што свират. си слушнала, него лично. Јас лично сум отворила, значи сум броела до 500-та, сега сигурно се Јако, 700-800 свадби. Ја што сум ги отворила, баш када ни правам муабет, сите бендови. Пола да си уште заедно. Топ. Дај Боже! Дај Боже! Што правиш? Ама нема нешто поубаво кога знаеш дека си уствари главен лик во овековечување не на љубов. Значи не постои нешто Некој сака да си дел од тоа. Така Знаеш, е. до тој момент. Ама знаеш зашто го чувствува тоа? Затоа што јас така сум се чувствувала во тој момент. Шиво и драма, И им го Уме принесуваш. најди се, браво, Да, браво, браво. им го принесуваш тоа. Што правиш периодов? Еве, кај си... Не си вон музиката, Во македонска бидејќи- опера и балет. Ете, Сум така. со маестро Дамир и Мери. Да? Да. Вие другари од клас. Другари од Средно. клас. Јас сум прима балерина, да. И што се, Сега кој ти се обврските таму, како му доаѓа? Значи јас сум дел од хорот. Добро. Да, јас сум дел од хорот и лабави ми се обврските, значи во смисла ние сме нели како хор поделени, оркестар и балет. Така. Сите сме си посебно, а заедно практично. Што ти е најкеф кога И- пееш онака да си викаш, еве го доаѓа ова. И сакам да се одржи и да се направи некоја јака рок опера. Тоа ми е онака баш настварена жел. Топ. Многу ги работев у Хрватска која живеев и затоа и тука сакам тоа да се направи. Таков проект за да се оствари, да се реализира малце Не потешко. достигаат некои работи, а? Многу работи не достигаат. Повлек ви многу други некои. Да. Добро, се Да, разбирам. тоа е Океј. тоа. Значи опера сум вработена, со ангажмани сум си натаму. Но Наму сепак цело и пееш, време. знам дека има свирки. Свадби, има претежно. Свадби, добро. Претежно свадби, да. Така да поише ме нема луѓе, вика да ме нема затоа што не сум многу
присутна по не настани правите од свадби. отворен тема. Не правите сум ви ја свадби, крив. да, ја не сум. Да, поздрави Тања, поздрав. Фала многу. Поздрав дома, нели што би се рекло, и да ти бакнем рака, Душа бидејќи моја ми ума. направи многу голема чест што тоа што беше. И те мене тука. исто и што не спои си тој Еј, стара да, гарда. Нели? А кога сме кај стара гарда, овие се стара гарда, се уште актуелни, се окей, се работи за ареа, тука ни е Ружица, ама Ружица ќе го испее најголемиот хит Руке. и такако. Сите мои слики, Ружица и Гуру Харе Бенти, Дамир и Мерик. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена сама, месец плати блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нива ветрот зборува. Песна моја спеснуваш, по мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште диша, диша тој во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани плувам по нив, да не потонат од небе можда. Песна моја спеснуваш, по мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште диша, диша тој во тебе. Песна моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божји глас да чујам во себе што ме крева, вечна љубов јас да барам, вечна љубов со него да најдам. Спеснуваш, по мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште диша, диша тој во тебе. Песна моја спеснуваш, по мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште диша, диша тој во тебе. Дојди, Ружица, дојди тука. Пази само таму. Здраво. Дојди, повели седи. Аплус уште еднашка за Ружица само. Песна врвна. 2000 година? 2000 година, албумот Врати на имагинација. Да. Се викаше, леле, колку добра песна. Секогаш кога почиња, знаеш, кога свири, во глава ми текнува на концертна една верзија, кај што нели после има некој бедел, кај што нели се пееш Звезда моја,
Уау, звезда моја се сега и рака цело време овако го чекам тој дел дека ќе се случи. Тоа појма немам од кај, ама сум толка фан на песната што ги знам сите верзии. Тоа сакам да ти се пофалам. Како настанува песнава? Твој текст, веројатно? Така? Да. Музиката е на Ивица. Ивица е тука, by the way, се крие таму. Харе, видели, те скина. Ајде камера, завртете се на Ивица. Ивица тука. Како настанува, како се раѓа песнава? Можеш некако да се вратиш назад во времето? Да, можем да се вратам, пред тоа беше пред 18 години. Многу време. Меѓутоа, тоа е една од ретките песни кои што настанале наеднаш. Да? Да. Вау. Значи, со удирањето на првите акорди Ивица што ги отсвире, јас почнав да пеам, значи се создаде мелодиската линија, а и текстот на првата строфа. Веднаш тука, а? Веднаш, да. Значи, тоа беше некоја заедничка инспирација моментално. Чека, како му доаѓа првата строфа, подсети ме, значи? Нели ја знаеш песната? Ако, ама сега сум збунет премногу. Сите мои Сите мои слики што ги чувам, добро што ги... што ги Како ти гледам, доаѓа сега? Имаше слики на полица, па ти текна, како доаѓа? Па не, ние луѓето нели размислуваме во слики и се тие слики се уствари моите сеќавања. Ми се редат и ми се подредуваат во мојата глава. Тоа е толку многу мокно. Па да. Знаеш, многу фино доаѓа. Супер, добро. Па тоа е вистинито. Тоа е вистинито чувство во моментот и опишано. Така е, така е. Опеано во текст. Фантастично. И добро е се снима песната, нели ја објавувате, искача албум се. Прв некој момент имаш некоја реколекција кога онака викаш ова е хит, ова песнава ја знаат. Имаше некој таков? Да. Ние не бевме ни свесни дека оваа песна ќе стане толкав хит, навистина. Ние ја направивме, ја снимивме, таа беше дел од албумот Врати на имагинација. Вас лично не ви беше фаворит, пример, од албумот? Па не, мене ми беше многу така певлива и фина песна, меѓутоа не знаев дека ќе направи толкаво влијание врз публиката. Да. И албумот излезе, се промовираше, почна да се вртат песни по радија. Да. И настапивме на Скопје Гори, така мај месец беше, во организација на Авалон продукција. Така. И меѓу другите песни ја свиревме и сите мои слики и забележавме дека публиката наеднаш почна да се жари и пали. Да, дури дел од деца, младите кои што беа на концертот дојдени, веќе знаеа да пеат. Ги знаеа изборовите, што значи дека самото вртење на радио направило нешто што тие направило своето и таа била доста забележлива песна. Така е, и на она демолот кој ќе тргне првиот, треба да и тука више сите. До ден денеска е така, нели? Да. Ништо не до ден денеска завршуваме со сите мои слики. Така е, се случува неколку пати да ви ја враќаат. Ајде пак, те молам. Да, се случува, ама не ја свириме многу пати сите мои слики затоа што даваме шанса и на другите песни. Добро, не дека нема да па искрено само сега нешто ги дадам. Сите мои слики ја сакам превино. Ама да речеме фреквенција на љубовта, мислам дека ми е малку поголем, ама така лично се ти кажам. Така да не дека е само сите мои слики, песништа и дозволи ми и кои се си имате вие огромни хитови. Како и да е, да ве поздравам. Фала ти што дојде тука, фала Ивица и на тебе што не бодриш нели од трибини и нека живее уште многу години песнава. Онака баш нека биде нека ја одбележи македонската музика и плюс и убаво време 2000-та година, убаво заокружено, излага сите мои слики и ајде и на 3000-та да ја слушаме. Зошто па да не? Ружица, фала ти многу. Фала ти на тебе, пријатно. Продолжуваме ние, коки, виолина и гитара. Се кријат песна стара, само чаши да ги празна и на дно без тебе те барам. Ти ја знаеш мојта тага, јас ја голтам твојта лага, внатре кријам само лузни, па ги барам твоите усни. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела капана. Цела волка ја оставам на страна, ова вече ниту една немам.
Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела капана, цела болка ја оставам на страна, ова вече ниту една нема мана. Сите таги ќе ги тргне нова жена, нова чаша и ова ноќ ќе биде наша. Виолина и гитара, срце кријат песна стара, само чаши ве ги празна и на дното јас тебе те бара. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела капана, цела болка ја оставам на страна, ова вече ниту една нема мана. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела капана, цела болка ја оставам на страна, ова вече ниту една нема мана. Како си? Дојди, седи. Ова како од црешата на шлагот, знаеш? Така. Виолина и гитара. Стварно не знам како е настаната оваа песна и сигурен сум сакаат сите да чујат. Знаеш што ме интересира? Сите викаат вака, другиве луѓе некако се само оваа брзо некако испадна. Само оваа брзо некако испадна. И во вашиот случај ли така беше? Не, Александар Митевски го напиша текстот во тоа време. Многу се дружевме. Он беше кај нас цело време. Кај што живеевме под стан. Добро. И на наши свирки доаѓаше малте не уште да спие секој вечер. Трио, за малце трио ќе стане. Точно знаеш он како функционираме, што свириме, што чувствуваме и едно така преквечерина знам во такси бевме кај него пред зграда. У такси? Да. Се јави он дојде, вика брзо кај мене. И ние со такси чекаме да се симне. Вика имам текст. И ние читаме текстот со Дуле. Многу симпатично, многу свежо тоа некако. Немаше наслов песната. Аха. Не беше виолина и гитара. Не, песна стара, ваква, не знам што, виолина и песно Затвори ми рана. Шпринт кај Валентино Скендеровски и он ја направи на тој текст направи музика и аранжман. Ја крстивме виолина и гитара и испадна да 96-та да победиме на Макфест. Чекај, тоа беше прво појавување такво големо ваше или? Да. Така, не беше на таква голема сцена. Не. Ние свиревме по клубови, локали, во Скопје, Македонија, сегде веќе почнавме со гитарчето и со виолинчето да не препознаваат доста луѓе, доста генерации потоа Уште не бевте кралеви на нокниов живот, така после така ве нарекува. Дека бевме воопшто примени. Бевме по 20-21 година, бевме многу деца. Се отвара кариера. И примени сме на Макфест. Да се вратиме во Штип да пееме на нашиот Макфест. И да испадне таа песна до ден денес генерации да Чека, победи годината, така беше? Да, 96-та беше. Значи, ни 1% не се надевавте на победа. Добре, еден сигурно, као, знаеш, на спортски. Не. Дури ни... Не, Жаре, беше многу беше моментот, ние не знаевме, не викнаа во соба горе, дојете. Добро, дали стварно тоа ме интересира. Како дојете горе, качите се, Дули, коки, и како што се чувам по скали, и влезете, вика, као ни викат, влезете, ни на крај памет. Ние влегуваме собрани сите новинари во Вајла Пресли беше тоа, не знам, некој простори. И одеднаш вика, извика честитки, победници сте вие. И значи шок тотален. Да, баш како на филм. И филмот уште трае.
Да не имаш некоја слика од тогаш? Има мислам дека на сликите од колку треба да се плати од спотот. Мислам дека таму има некои фотографии и треба да побараме едно. Има доста. Така. Убави се тие, убави спомени. До ден денеска. И остана да таа должност ја заедно со Сале Певац, Ивица Јорданов, дел од тајфата. Нормално во овој моменти ги поздравувам и твоите многу засилени Гуру Харе бенд. Имаме должност заедно со твоите гледачи да го продолжиме ова и се уште да ја свириме, да ја пееме оваа песна. Затоа е ставена и последна, знаеш, затоа и така како што реков трешата на Шлаго, знам дека ти ја барат и ке ти ја барат да ја слушаат, тоа си е многу природно. Сепак генерации реков дека се во прашање, многу ми е драго што јас од време на време ќе потпрашам со млади кога настапуваме, што слушате еве дома, не? И кога ќе ми набарат дека знам дека не ме лажат. Кога кажат слушаме, да речеме, ова меѓу другите. Дрейк. Не, зборам за македонска музика, што за тоа што сакам да слушнам, јас ме интересира и многу често знаат да наберат дека освен 3-4 имиња, дека сме и ние на домашните журки, а тоа е многу битно таму да извира на забавите. Таму нема лажење, нема карта да платиш, нема плейбек, нема. И ова е едно од најубавите за забави, реално гледам. Знаеш, и текстот е таков, и мелодијата е такова, и брзината, и она кога крева тоа модулација, како се вика, значи перфекција, нема што. Да ти се заблагодарам и со тебе и ќе завршиме фактички, толку ни е време емисијата. Што еве покрај сите овие твои гости, наши гости, не ставивте и нас. Така да стварно бев почестен и ете, одиме понатаму. Факт е дека Дуле и Коки, виолина и гитара мора да остане врежено како тоа, а имам изненадување и за вас, не ве забораваме. Значи, така да одете си вие, едно божикно изненадување, одете си вие на facebook.com/1 или нашиот Facebook за Good Nature, витаминка и имаме дури Viva Premium подготвено сокови за вас, така да огромно едно пакетче спремно, одете на Facebook, а со Коки ни останува ништо друго освен да ви се заблагодариме што не гледавте, да си имате прекрасен Божик, да си уживате со фамилијата. Едноставно нека ви биде прекрасна оваа цела година, иако ви честитавме и во новогодишната епизода. Сега на Божик, на овој убав голем ден, исто уште еднаш би сакал да ви посакам убава година и се најубаво за вас, вашите најмили, многу љубов, среќа, радост, Коки и тебе исто, маестро. Фала што дојде тука. Фала ви.